Мојсе зборуваше со Бог на врвот на една планина. Луѓето го чекаа во долината. Мојсей го немаше долго време, тогаш тој се врати. Потоа повторно се качи на планината. Овој пат го немаше долго време. Луѓето се прашуваа дали Мојсей е се уште жив. Кога Мојсей го немаше долго време, Божиот народ мислеше дека тој може би и нема да се врати. И сега кој ќе кажува што Господ сака да каже да им пренесе на луѓето? Арон, браво. Луѓето помислија, бидејќи го немаше Мојсей долго време, ние да си направиме некој друг бог? Не? Да. Тие се сетија дека луѓето во Египет имаа многу богови. Луѓето во Египет правеа статуи, односно идоли на нивните богови. Некои беа направени од камен, а некои од злато. Така, ама еве имало и од глина пишува тука. Ама добра, ајде ќе се вратиме кај златото. Божиот народ заборави дека тие богови не беа вистински. Тие богови немаа моќ. Ама луѓето сепак ги собраа своите златни обетки, гердани и сето злато што го има и му го дадоа на братот на Мојсей, како се викаше? Арон, така е. Тие го молеа да им направи статуа за некој бог, за да можат да го гледаат својот бог и да му се молат. Тогаш Арон требаше да направи важен избор. Тој можеше да им каже на луѓето да си го земат златото назад, бидејќи Мојсей ќе се врати. Така? Да. А можеше да верува дека Бог се уште е со нив и дека ќе ги однесе во земјата на Авраам. Или можеше да го стопи златото и да направи Бог што луѓето ќе можат да го гледаат. Може би Мојсей на вистина нема никогаш да се врати, си помислил тој. Ама ќе се врати. Ќе се врати. Точно е дека ќе се врати, ама што направи Арон сега? Друго чекаа Мојсей. Он седеше на земја, а они го поставува на други богови. Тој направи многу големо златно Теле. Им дозволи на луѓето да го нарекуваат Богот кој ги изведе од Египет. Тие му даваа дарови на златното теле. Потоа пееа и играа и јадеа пред телето. Тие го обожаваа бидејќи мислеа дека Мојсей никогаш нема да се врати и повторно да зборува Бог место нив. Додека тие го обожаваа телето, кој се врати? Мојсей се врати. Бега работа. И сега што правиме? И после кога види се многу се налоти и ги фоли 10 заповеди. Многу И се скршија. На парчиња. На парчиња се скрши. Сега додека тие го обожаваат телето, така е, Мојсей се врати. Тој толку многу се налути што ги фрли двете камени плочи и тие рековме дека се скршија. На парчиња се скршија, многу парчиња. Ама не лути се, рече Арон. Оти се лутиш, му вели на Мојсей. Но Мојсей му покажа на Арон колку многу е лут Бог. Бог беше многу лут поради тоа што го направија Арон. Уште полут, така е. Мојсей се врати кај Бог. И ангелите. Повторно се врати, така е. И го молеше Бог да не го остава својот народ. Сепак, нели? Иако погрешил, Мојсей се вратил кај Господа горе и го молел да не го казнува својот народ, односно да не го остава. Кога Мојсей повторно слезе од планината, имаше две нови камени плочи. На овие плочи беа врежани што? 10 заповеди. Исто како и на првите две. Бог беше задоволен со Мојсей. Бог направи тоа што бараше Мојсей. Бог не го прекрши своето ветување дека ќе го однесе својот народ во земјата на Авраам. По многу години тие стигнаа во земјата што Бог им ја вети.
И сега што научивме? Научивме ли нешто од оваа приказна? Да, Кој што сгрешил сега? Арон, Мојсей сгрешил, кој сгрешил? Тие лошите сгреши. Лошите секогаш грешат. Ама сега од овие двајца, Мојсей или Арон? Арон. А што сгреши Арон? Требаше да им каже да престанат. Да престанат. Да не го топат златото, туку обетките да ги вратат. И да не прават златно теле. Да. И да веруваат дека Мојсей ќе се врати. Така ли е? Да. Ете така, секогаш треба да правиме вистински избор, што е по Божјата волја. Точно така? Да.